Пред нас е, драги браќи и сестри, една многу важна и сериозна тема. И во последно време, додека размислував на оваа тема, сватив дека сериозните теми мора да се изнесуваат на едноставен начин, за да можеме сите да ги разбериме. Пред неколку години се вратив од работа и ја уклучив она кутија тогаш, телевизор, и слушам вест. Драги гледачи, бидете многу внимателни, во оптек се пуштени лажни банкноти. Вас ви е познато дека тие се во мал процент кога ќе ги споредиме со оние вистинските, и дека оние вистинските ги има многу повеќе. Бидете многу внимателни, зашто во оптек се пуштени лажни банкноти, па во опасност сте да ги замените. И по некој случај, размислувам, по некој случај, тога на мене да ми дале 2 до 3 минути нешто да кажам она што сакам за тие 3 минути, знаете ли што јас би кажал? Драги слушатели и драги гледачи, бидете многу внимателни. Во оптек се пуштени лажни христијани. Дали го знаете тоа? Сте слушали нешто такво? Во оптек се пуштени лажни христијани. Јас не претерувам кога зборувам на таа тема и за тоа, драги браќи и сестри. Затоа што слушнав неодамна, односно прочитав на интернет за еден надпис во јутарни лист, постарите го знаат, од 2000-та година, каде пишува Декларација Доминус Језус. Или декларација за Господ Исус, така нешто. Ватикан. Ниједна вјера не е равна христијанству, а ниједна црква католичкој. Па одлучив да проговорам нешто колку што јас знам, не сум така образован, но колку знам што е тоа вистинско христијанство. Да, во оптек се пуштени лажни христијани, драги браќи и сестри. Биле, а и денес се. А да биде уште полоша работата, тие лажни христијани не само што ги има во многу цркви околу нас, туку ги има и каде? Каде? Во црквата. Во црквата. И знаете ли во кој процент? Знаете? 50%. 50%. Во оптек се наоѓаат лажни христијани. Доказ? Матеј 25 глава. Што пишува? 5 мудри и 5 луди. Го знаете тоа. И затоа мораме да бидеме многу внимателни да не бидеме заведени, драги браќи и сестри. Да не ве заведи можеби Миланчо или некој сличен на него. Во оптек се лажни христијани. Затоа во свое време оној голем индиски револуционер и мислител Ганди кажал: Христос да, христијанство не. Зошто тоа го кажал? Зошто? Затоа што бил длабоко разочаран од она што го правеле христијаните, англичаните и сличните на нив, на неговата земја што и го правеле, која што била од нив поробена. Христос да, христијанство не. Затоа денес ќе се позанимавајме малку со христијанството. Што е тоа христијанство? Што тоа значи? Што на вистина значи вистински христијанин? На кој да му бидеш верен и како? На вас ви е познато во делата на апостолите во 11 глава од 23 па натаму. Оно извештај каде што учениците, Христовите следбеници се нарекуваат како? Ги нарекуваат како? Христијани.
Дела 11:23 па понатаму. Не знам дали ви е познато дека после разорнувањето на Јерусалим, црквата своето седиште го преместува каде? Во Антиохија. Го преместува од, како ние денес би рекле, со политички жаргон, го преместува од безбедносни причини во Антиохија. Заради сигурност. Тука во Антиохија, прв пат Исусовите следбеници се наречени, ги нарекле христијани. Што мислите вие, зошто? Зошто? Се што работеле, се што зборувале, се што планирале, во нивниот живот, во нивните усти, било само едно име. Кое? Исус Христос. Благо на вас ако и вие сте такви, драги браќи и сестри. Постојат и други религии, например, хинду религијата учи дека треба да бидеш верен на што? На принципите. Шинту религијата учи дека треба да бидеш верен на природните сили. Конфуција религијата што учи? Учи дека треба да бидеш верен на традицијата. Исламот или исламската религија што учи? Треба да бидеш верен на една книга која што се вика како? Куранот. Католиците учат, ако сакаш да бидеш добар христијанин и добар верник, тогаш треба да бидеш верен на кој? На црквата. На црквата. Црквата што учи? Таа е алфа и омега. А еден адвентист, добар адвентист, драги браќи и сестри, како тој изгледа? Како? Не работи во сабота? Јаде чиста храна? Дава малахија, ревене во црквата и така натаму. И тоа е добар христијанин. Моето прашање и понатаму гласи: дали е тоа се што треба да бидеме? И таков христијанин може да биде лош христијанин. Дали сме запознати со тоа? Пред божичното време луѓето брзаат, одат натаму нааму, купуваат, ставаат бензин за да одат на пат и така натаму. И на една бензинска пумпа очигледна нервоза. Се затвара бензинската пумпа. Време за затварање. И конечно еден упорен доаѓа со својот совозач. И совозачот набрзо скокнал од колата до пумпаджијата и му рекол да наполни гориво. А овој пумпаджијата многу грубо се изразил на тој совозач. И он му пришол нему и му рекол: извинете, жупникот е во автомобилот. Или оној кој што е реонски старешина или свештеник на српски. Жупникот е во автомобилот, ни треба бензин. И кога тој тоа го слушнал, се извинил за сите оние грубости, бргу наточил бензин, гориво, и кога тие сакале да платат, продавачот одговорил: ова е мојот поклон за вас за Божич. И нормално заминале. И додека патувале, возачот кажал: а, тоа е некој добар верник. А жупникот кажал една голема мисла: тој е добар верник, но нажалост лош христијанин. Се плашам, браќи и сестри, дека сме добри верници, а лоши христијани. Зашто и добриот христијанин може да биде добар верник, но добриот верник може да биде лош христијанин. Сите да не фалат, сите да не одликуваат, сите да ни даваат признанија. И затоа се поставува прашањето: какви христијани сме ние? Христијанството, сакам тоа да го нагласам, не е една наука покрај сите други науки. Тоа е така. Ние проповедаме, зборуваме за Христа. Но во суштина, тоа не е само една наука христијанството. Христијанството е личност која се вика како? Исус Христос. Тоа е повеќе од наука. Затоа во Коринтијаните ги читаме оние познати стихови, драги браќи и сестри, а се наоѓаат во 1 Коринтијаните 3:11. 1 Коринтијаните 3:11.
Зашто никој не може да постави друга основа, освен она што е поставена, која е Исус Христос. Дали ова јасно, овој стих? Што треба да биде темел на нашата вера? Што треба? Личноста која што се вика Исус Христос. Никој не може да постави друг темел, освен оној кој што е поставен. Па ниту црквата, било која, а тоа покасно ќе прочитам која е таа и на кој се однесува тоа. Не може да се каже црквата така заклучи. Или уште поодредено да го прочитаме стихот од Евреите 12:2. Што пишува таму 12:2? Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Што е тој? Наш зачетник. Он е тој што отишол на крстот и ја пролил својата драгоцена крв. Во него треба да гледаме, драги браќи и сестри. Нашата најголема грешка, а и моја, ако сакате, во почетокот, кога дојде во црквата. Долго време бев роб, гледав на луѓето. Ако уште сакате поточно, гледав многу на проповедниците. Гледав на луѓето и тоа е најголема моја грешка. Кој треба да го гледаме? Кој е наш темел? Кој е наш зачетник? Кој е наш пример или наш модел, драги браќи и сестри? Тоа е личноста која се вика Исус Христос. Па према тоа, можеме да кажеме, Исусовиот посветен живот и неговата жртва на крстот се доволни за спасение, ако тоа го прифатиме со вера и ако живееме во склад со тоа. Повторувам, неговата жртва на крстот, неговиот живот, неговата крв која ја пролил, е доволна за моето и твоето спасение, доволна. Ако во тоа веруваме, дека умрел за нашите гревови и ако живееме во склад со тоа. Драги браќи и сестри, верата не е само гледање во минатото во оддалечениот Христос или Исус. Напротив, верата, таа возвраќа на неговиот позив, е послушна, ајде по мене. Верата возвраќа на неговиот позив, ајде по мене. Токму така ја постанав ученик. Верата постанува послушност со прифаќањето на обврските во животот на ученикот, драги браќи и сестри. Да имаш вера, значи да се прифати благото на Евангелието, заедно со сите обврски кои што тоа ги поставува. Павле пред својата смрт му пишува на својот млад пријател Тимотеј, 2 Тимотеева 1:12, заради тоа и го трпам сето ова, но не се срамам. Знам во кого сум поверувал и уверен сум дека тој може да го запази она што му го доварив до оној ден. Какво признание, драги браќи и сестри, вакво признание може да изговори само некој кој што покажал безрезервна послушност на позивот на учеништвото, прифаќајќи ги и сите обврски офатени со него. Па спрема тоа, оној кој што го следи Господа, со верност на него како личност, верност на неговите заповеди, верноста на неговата вистина и неговиот начин на животот. Важно во сето тоа е да се прави она за што сме повикани. Верата како послушност се изразува преку предавање и гледање во Исуса Христа и живење во склад со неговата волја. Како таква, таа значи послушност на позивот. Верата значи да се живее живот на послушност кон Исуса Христа. Како коментар на посланието до римјаните, во 1522 година Лутер напишал: верата е Божјо дело внатре во нас. Таа не менува и не прави
новородени од Бога, таа го убива стариот Адам и ствара потполно други луѓе со ново срце и дух, со нов ум и нова сила. Таа со себе го донесува и Светиот Дух. О, навистина таа е нешто живо, кажува Лутер. Вредно, активно, тоа е нешто моќно. Верата има само еден начин да се изрази, преку послушност. Нема само верувај и ќе биде спасен. Верата е нераздвојна од послушноста. Изразот само со вера го нема тоа значење, со вера спасен. Неговата крв, која ја пролил е доволна за моето и твое спасение. Ако во тоа веруваме дека умрел за нашите гревови и ако живееме во склад со тоа, неговото воскресение, драги браќи и сестри, неговото заминување на небото и скорото доаѓање е гаранција на нашето воскресение и заминување на небото. Затоа, број 1, Христовата крв е семе на христијанството. Се служуваме ли сите? А Христос со својот Свети Дух направил тоа семе, христијанството, да процвета и да го донесе својот род во дадено време. Без Христовата жртва и пролиената крв не би било христијанството. Без Христа тоа одамна би се угасило. Без живеот Христос во твојот и мојот живот, христијанството многу брзо би се угасило. Ако го нема живеот Христос, кој тоа го покренува, го придвижува и го одржува во нас. Вие знаете, во Исусово време на апостолите, некои сериозно им запретувале. И некои поради тоа морале да одат каде? Во затвор. А некои го платиле тоа со што? Со живот, со глава. На Јаков веднаш на почетокот му била отсечена главата. На истото малку пред тоа му било отсечен на кој главата? На Јован Крстител. Истото тоа го доживеал и Јован. Многу сурови биле спрема христијаните, меѓутоа христијанството не застанало. Еден од оние кои го прогонувале апостолите, Гамалаил, знаеме, се јавил и рекол: пуштете ги. Ако е ова од луѓето, ќе пропадне. Но ако е од Бога, нема тоа да пропадне. Ке се најдете како борци против Бога и ке изгубите битката. И ние ги знаеме резултатите денес од сето тоа. Тоа не пропаднало, христијанството. Не само што христијанството не пропаднало, туку токму сега ке се прошири и се шири по светот како пожар. Затоа што Бог има своји следбеници во, како што ние кажуваме, паднатите цркви. Значи семето на христијанството и неговата крв. Затоа Исус кажува: и ќе се проповеда ова евангелие за Царството небесно на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Затоа можат да станат поединци, драги браќи и сестри. Можат да станат армии светски многу. Можат да станат сите влади на овој свет, но христијанството нема да застане. И тоа ќе се шири се повеќе и повеќе додека не дојде до конечна победа. Број 2. Христијанството не е само една наука која се завршува со таа Христова жртва на крстот на Голгота. Христијанството има своја цел. А тоа е да не спаси нас, да го спаси човекот. И вие знаете, во Лукиното евангелие, читаме, да отвориме, 19 глава, 10 стих, што се кажува? Синот човечки дошол да го најде и спаси она што е изгубено. Со падот во грев, секој човек, ама секој човек, драги браќи и сестри, го изгубил правото на небото. Но Синот човечки со својата жртва не откупил и не ја отворил вратата на небото. И ако него го прифатиме како спасител, ние имаме право на небото и на животот. Со гревот го губиме тоа право, но со Исусовата жртва на нас ни се отвараат вратите на небото и го добиваме тоа право.
Затоа сакам тука посебно да ги истакнам стиховите од делата на апостолите, 4 глава, 12 стих. Дела на апостолите, 4 глава, 12 стих. Нема спасение, ниту во еден друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мораме или може да се спасиме. И еден друг дел таму во 2 Тимотеева, друг стих каде што кажува еден е посредникот помеѓу луѓето и Бога. Кој е тој? Исуса Христа. Па спрема тоа, може на купче да се соберат сите, да така кажам, свети. Не знам уште како би можел да ги наречем, но тие не се доволни и во можност да не спасат. Секој еден од нив помалку или повеќе сгрешил. На сите нив им е потребен спасител. И само еднаш Исус да сгрешил, сето ова спасението би се изгубило за нас. Но Исус никош не сгрешил. Он рекол, кој од вас може да ме прекори за грев? Он е единствениот спасител и он е темелот, зачетникот на спасението на христијанството. Тоа сакам посебно да го споменам и да го нагласам, драги браќи и сестри. Број 3. Науката на христијанството. Христијанството има своја цел. Спасение на луѓето, но има и своја наука. Таа, драги браќи и сестри, се наоѓа во оваа книга која што се вика Библија. На тоа Исус им одговори. Читам во Јован 8 глава 31 и 32. Јован 8, 31 и 32 читаме. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа: ако пребивате во моето слово, на вистина сте мои ученици и че ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ќе ја запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи, ќе ве избави. Дозволете ми сега нешто да ви изнесам што го прочитав, а било запишено во познатиот српски весник Јутрени лист, кај што го спомнавме. Од 2000-та година, кога со Римокатоличката црква управуваше папата Јован Павле II. Еве што стоело таму запишено. Нешто кратко, а многу важно. Насловот е Декларација Доминус Језус. Католичката црква ја одбаци она ја одбацила еднаквост вере. Значи сите немаат еднаква вера. Верата на многу христијани не е еднакво, да така кажам, верна. Како што е верата на оние кои што се во католичката црква. Ни една вера не е равна христијанству, а ни една црква не е равна католичкој. И понатаму пишува, во Ватикан, тоа било 6.9.2000 година, у Ватикану јуче е објавен документ која католичка црква опетуе свое гледиште да е христијанство едина вера од Бога, а католичка црква едина која веруе у њезиној пунини. У документу се каже да до душе и верници других вера могу стечи милост Божју, али веома тешко. Дали слушате? Повторувам реченица. Значи верниците на другите цркви, адвентистите, можат да стекнат милост, но многу тешко. Јер некатоличке вероисповести, например протестантските, а и нехристијанските вери, јудеизмот, муслиманството, хиндуизмот и така натаму, не поседжуju пунину средстава спасења, шта више други обреди, последице познавања и погрешака препрека су спасења. Ни нема спас, католичката црква вери и во ова писмо. Но ние својот темел, својот извор го наоѓаме каде? Во Библијата, драги браќи и сестри. Во Исуса Христа. Он е милостив и во него ние ја наоѓаме својата надеж и своето спасение. Христијанството има своја наука која што се наоѓа во оваа книга која што се вика Библија.
Темелот на нашето учење и верување е засновано на апостолското верување и учење. И затоа Исус кажува, ако сакате да останете во мојата наука, што пишува? Држејќи ја оваа наука, не она што го учат поединците, не она што го учат пасторите, не она што го учат свештениците, туку оваа наука, Библијата која што ја учи. Затоа Исус на разделбата се молел и помеѓу останатото го спомнал и ова. Оче, посвети ги со вистината своја. Каде се наоѓа таа вистина? Во преданието? Каде се наоѓа вистината? Речта Божја е вистината. Да му заблагодариме на Бога за оваа реч и за Библијата. Во Библијата и само во неа се наоѓа правата вистина, драги браќи и сестри, за Бога. Само во Библијата се наоѓа правата вистина за сите нас. Вистината за планот на спасението, вистината за нашето потекло, вистината за падот во грев, вистината за Христа и неговата жртва на крстот. Само во Библијата се наоѓа вистината за Христовото воскресение, вистината за Исусовото вознесение, вистината за неговото доаѓање да го земе својот народ и да го одведе во Царството небесно. Само во Библијата. И за тоа, драги браќи и сестри, тебе бескрајно да му благодариме на Бога за оваа прекрасна реч. Добро да ги запаметиме овие две реченици, што ќе ги прочитам. Затоа, секоја наука која ова го намалува, која го намалува Христа, и неговата наука е антихристијанска. Се служуваме ли со ова? И второ, секоја личност која влегла во нашиот христијански живот и го намалила или го засенила Христа е антихристијанска или тој е антихристијанин. Христос да, но христијанство не, кажува Ганди. А тоа го кажувам и јас и многу други. Многумина. И на крајот она што може би најважно, и мораме да го кажеме тоа, христијанството и моралот. Христијанството има свој морал, драги браќи и сестри. Некој христијанството го сваќаат овака. Јас некогаш, например, играв рок и слушав рок музика. Слушав таква музика. И сега гледајте што направиле многу христијани. Што направиле? Тие го залепиле сето тоа на својата музика и само ги промениле зборовите. Ставиле христијански зборови наместо божечките, а ритамот останал ист. Па какво е тоа христијанство, драги браќи и сестри? Христијанството има свој морал. Се служуваме ли? Има свој морал. Доаѓа до промена, не само во неговиот ум на христијанинот, во неговата глава и во она што зборува, туку како тој живее. Христијанството првенствено има свој морал. Во западниот свет, по западните земји, посебно во Англија, има едно место таму во паркот, кое се нарекува Спик Конер, така ли, Ване? Или чоше за зборување. Постојат места, но тоа е едно од местата во Англија, каде што луѓето имаат право во 5 минути да излезат, да се качат на тој камен или во тоа чоше, кое што е повисоко од другите, да ја кажат своите видувања, своите мислења, своите идеи. Можат да зборуваат за музиката, можат да зборуваат за спортот, можат да зборуваат за политиката, можат да зборуваат за религијата. Но можат исто така да зборуваат и за религијата. Значи во паркот, како што тоа го има во Лондон, едно повисоко место или камен, како и да е, може да се качете и да ги имате своите 5 минути. Позборувате што сакате за тоа време. Луѓето стојат во ред за да чекаат. И еден наш брат рекол, овде сите зборуваат што сакаат. Па одам и јас да зборувам за Христа, рекол. Јас ќе им одржам проповед за 5 минути, па тие сакале да слушаат или не.
И сето тоа, тој полека се ставил во редот и полека дошол на ред и се качил и го прочитал за нив. Знаете ли кој стих? А кога ја видоа слободата на Петар и Јован, знаејќи дека се неучени и прости, им се воодушевуваа и знаеја дека беа со кого? Со Исуса Христа. Значи оваа прости и необразовани, што го кажале, веднаш го заборавиле. Тие постигнале далеку поголемо и поважно нешто, отколку што се наобразбата и книжевноста, драги браќи и сестри. Тие го нашле кој? Исуса Христа и го следеле. Тоа луѓето го знаеле, тоа луѓето го виделе во нив. И сега се кажува, го слушнале како зборува тој човек во таа кратка проповед. И му придел некој од слушателите и му кажува вака: дека си необразован, можам да видам. Дека си припрост, исто така гледам. А дека си бил со Исус, треба малку да ме увериш и малку да те следам. Малку да те наблюдувам. Дали ја кажал вистината? Да. Христијанството не се гледа, драги браќи, не се кажува. Се гледа првенствено. По она што ние го зборуваме, драги браќи и сестри, и како убаво проповедаме, тогаш може би за мене ќе кажете овој е прекрасен проповедник и христијанин. Не. Јас по тоа би бил добар христијанин. А животот мој? Животот мој треба да се види. Христијанството пред се е живот. Тоа е морал. Тоа се норми по кои ние треба да живееме. Значи, покрај теоретските науки, христијанството има практична страна, практична вредност, а тоа е морало, тоа е нашиот секојдневен живот. Зато Исус кажува, ке ги познаете во Матеј 7:20, ке ги познаете по што? По родовите. Ке ги познаете вие вистинските христијани, драги браќи и сестри. Двајцата зборуваат исто. Двајцата исто проповедаат. Но има разлика во нивниот живот. Вие ке ги познаете по нивните родови, кажува Библијата. Ако доволно ја познаваме Библијата. Ако доволно истражуваме. Затоа Елен Вајд, надахната од Светиот Дух, кажува: светот нема првенствено да верува во она што црквата проповеда, туку во она како црквата живее. Колку ние прекрасно знаеме се, нели така, браќи и сестри? Светот, нашите во соседството, оние во школото, оние на работа, со кои работиме, што ние за нив им зборуваме и како им зборуваме, како проповедаме, како го воодушевуваме, нели? Како знаеме, како цитираме стихови од Библијата. Ги запознаваме луѓето. Но тие не треба да веруваат првенствено во она што зборуваме ние, туку во она во што живееме. Е сега еден тест. За вас сите, браќи и сестри. Во патот кон Христа, опишува ова. Еден тест по кој ние сега ќе видиме дали сме ние вистински христијани. Сакате ли да видиме еден таков тест? Нема да биде класичен тест. Карактеристиките на правиот вистинскиот христијанин. Еве ги тие зборови на испит. На кој му припаѓа нашето срце? На кого? Ајде сега кажете, драги браќи и сестри. Кажете ако смеете. Ајде. Да. Повеќето молчиме. И јас молчам.
На кој му припаѓа нашето срце, драги браќи и се? Со зборови можеме да кажеме. Ајде да се испитаме. Ајде да се испитаме. Или дома кога ќе си одим. На кого вистински му припаѓа нашето срце? Ако сега тука ни покаже Ване, на кајранот, секое срце, кој што мисли и каков е, на кого му припаѓаме? На кого ќе му припаѓаме? Второ прашање. На кого, на кој му се посветени нашите мисли? Седи овде и едва и чека да брат Миланчо заврши и да се оде дома затоа што има други, можеби поважни обврски и работи. А потоа гледа во часовникот кога ќе заврши саботата. За кого сакаме да разговараме, драги браќи и сестри? За кого? Зашто? За автомобилите, за спортот, за турските серии. Зашто? За турските серии, популарни си тие. Може би не сите, али некој ги гледа. Еден проповедник, наш брат, кажува, бев во Марушевац. И верували или не, ова што сега ќе ви го кажам. Јас отидов да ја посетам една сестра. И кога отидов кај таа сестра ми вели, сам Бог те прати кај мене. А зошто, сестро, како? Ми се расипа телевизорот, а баш сега серијата ми почнува. Овде не треба коментар, драги браќи и сестри. Значи, за кого сакаме да разговараме? За кого? На кого му ги поклонуваме своите најтопли чувства, драги браќи и сестри, и своите сили? Ако сме Христови, тогаш и нашите мисли се со Него. Тогаш и ние најдобро размислуваме кога сме со Него. Се што имаме и се што сме, посветено му е на Него, ако нашите мисли се насочени кон Него. Ние сакаме да го носиме Неговиот лик, да го вдишуваме Неговиот дух, да ја исполнуваме Неговата воја и да му угодиме во се. Тоа е одликата на вистинскиот христијанин. Пред него ли да завршам? Вие постарите. Може би се сеќавате на еден филм, поточно на една серија. Јас неколку серии изгледав се со цел да се запознам за тоа што ќе зборувам. Не за тоа што многу ја сакам серијата. Се сеќавате постарите на една серија, која се вика Наше мало мисто. Знаете ли постарите на такво нешто, се сеќавате? Јас мислам дека, по тоа што читав, било едно од најгледаните емисии во она време во бивша Југославија. Наше мало мисто. И во тој филм главниот актер или главниот лик се викаше доктор Луиджи. А тој лик го глумеше познатиот, а сега покоен актер Карло Булич. Филмските критичари му дале највисока цена, оцена. Знаете ли зошто? Затоа што тие кажале, ние во него не го гледаме Карло Булич, ние во него го гледаме точно доктор Луиджи. И еден новинар го прашал, како вие успеавте во тоа совршено да го представите пред луѓето тој лик кој се вика доктор Луиджи? А тој рекол, се што ми падна под рака, се што ми дојде во раце и се што пишуваше и се зборуваше за доктор Луиджи, јас читав. И тогаш тие негови доживувања и настани, тие негови покрети, ги преживував и во животот. Шетав по собата и вежбав. Јас со еден збор сакав да влезам под кожата и да влезам во неговите обувки. И во мене да се изгуби Карло Булич, а јас да бидам кој? Доктор Луиджи. И кажува, долго време јас мислев дека сум доктор Луиджи. Сите така ме викаа.
Не ме вика Карло Булич, туку доктор Луиджи. Време е да завршим. Кој ние го представуваме во овој свет? Кој лик? Која личност? Исуса Христа. Каде можеме, драги браќи и сестри, најдобро да ја запознаеме таа личност која што се вика Исус? Каде? Исус Христос. Во оваа книга, која се вика Библија. Нарочно во 4 Евангелија. Но денес сакам да истакнам уште една книга. Уште една книга. Знаете која е ова, нели? Копножот на вековите или Исусов живот. Нема подобра книга после Евангелијата и после Библијата, драги браќи и сестри. Нема подобра книга од Исусов живот. Има кај повереникот за литература, или може би ке набави. После Библијата, сигурно препорачувам да ја имаме оваа книга. Срам да не е ако покрај Библијата ја немаме оваа книга и ако не ја читаме. Не е доволно да ја имаме само, драги браќи и сестри. Тоа е исто како сакаме да го глумиме доктор Луиджи, а немаме ништо што пишува за него. А во оваа книга и во Библијата, правенствено, не пишува за него. Па како ќе го представиш, драги брате и сестро? Ако не знаеш, ако не прочиташ за него, како ќе го представиме? На кој начин? Како ние што сакаме? Како ние што си го замислуваме Исуса Христа? Како нашо ни одговара во нашиот живот? Да ги презентираме само нашите грешни желби и себишни желби со нашето проповедање на луѓето? Па како ќе го представиш? Сега моето прашање на крајот, пред да завршиме. Дали ние тоа го изучуваме? Дали ги изучуваме овие две книги? Дали ја изучуваме оваа книга? Дали учиме за него? За Исуса Христа? Дали ние сме го изгубиле својот лик на патот представувајќи го Христа према луѓето? Дали луѓето во нас веќе го избледиле името Миланчо и го кажуваат нововерецот или христијанинот? И можам да ви кажам, додека размислував за оваа книга и претходно и овие денови, а и претходно, тоа ми даваше уште повеќе поттик, драги браќи и сестри, уште повеќе да нурнам во ликот и личноста на Исуса Христа, читајќи ги Евангелијата и Исусовиот живот. Тоа е моја одлука, драги браќи и сестри, да го засакам таа личност уште повеќе и да ја проповедам. Тоа е и моја молитва за мене. А вие, тоа вие само одлучите. Нека Бог ни помогне да донесиме мудри и добри одлуки за Исуса Христа. Амин.